Градоначалничката на Скопје Даниела Арсовска не сакаше да даде пари за фудбалскиот клуб Вардар. Тоа беше и главната точка на која се расправаше во Советот на град Скопје, каде мнозинството кажаа дека мора да му се помогне на овој клуб кој е со блокирана сметка и во тешка финансиска состојба. Советникот од ВМРО ДПМН Владимир Неловски ги повика сите членови да го прифатат предлог амандманот за финансиска помош од 15 милиони денари, укажувајќи дека вината треба да се бара во претходното раководство на град Скопје. Зашто некој претходен градоначалник не го интересирало да види дали некој инвестира или не инвестира во ФК Вардар и дали го почитува подпишаниот договор со инвестирање секоја година по 1,5 милиони евра? Зашто го кажам ова? Бидејќи имало клаузула, доколку не го почитува ова со инвестирањето 1,5 милиони евра инвеститор приватен, градот може да му го раскине договорот и да врати собственоста назад на градот. Неловски кажа и дека фудбалерите 4 месеци немале земено плата и мора да се најде системско решение за во иднина ова да не се случува. Ние со овој амандман се бориме да земе плата и Глишич, и Јусуфи, и Папули, и Гачевски, и сите останати. И овој амандман е за да земат за последните 4 месеци кои што немаат земено и да може клубот да функционира за да влезе во прва лига. Градоначалничката Даниела Арсовска рече дека ова е неприфатливо, зашто тие пари ќе заминеле во туѓи џебови, посочувајќи дека нејзина молба е да се изнајде соодветно решение и ФК Вардар да се врати под капата на градот од 2023, а институциите да испитаа што конкретно се случувало во клубот. Освен што ќе ги наполниме џебовите на приватна фирма и што ќе ги наполниме џебовите на извршители кои што имаат блокирана сметката на фудбалскиот клуб, јас не гледам дека нешто друго ќе реализирам. Што ќе исполниме со ова? Да се утврди во која состојба е, за да знаеме како град со што се соочуваме, во која мера треба и како да помогнеме и во 2023 година ФК Вардар да се врати дома во градот Скопје. И додека Арсовска негодуваше, мнозинството советници го прифати амандманот кој предвидува доделување на финансиска помош од 250.000 евра за ФК Вардар. Претходно советничката од ВМРО ДПМН Ирена Попова кажа дека од денеска веќе нема да биде дел на советничката група од оваа партија. Таа рече дека одсега ќе действувала како независна. Нејзината изјава од говорницата на Советот беше поздравена со аплауз од градоначалничката Даниела Арсовска.